Добар ви ден, драги мои пријатели. Како сте денеска? Како ви кини са денот од утрово? Дали е се во ред, дали е се под контрола? И да не оди нешто како што треба, и тоа е живот, така? Се ќе биде во ред, се ќе биде добро. Вие сега уживајте, сместете се пред малите екрани, кафенцето пред вас и започнуваме со вкусот на традицијата. Голем поздрав од комплексот Златно буре Кучково. Знаете ли колку е овде посвежо и колку има и ветерче, и како пирка, за разлика од градот доле. А ене го каде што се вели. Прошетајте си се, дојдете си овде, убавини да си поседите и да си уживате и срекни и весели да се вратите дома. За денешната емисија Вкусот на традицијата ќе ви подготвам запечен грашок со јунешко и со сланина. Ох, каков ручек е тоа. Значи, не треба му отвориш да го чекаш да се вари, да пушташ аспиратор или што знам, а баш си е наш традиционален ручек или вечера, или дури и гостински ручек ви ова. За да го направите овој запечен грашок, вас ќе ви бидат потребни, ако користите свеж грашок, исчистен, значи да има околу 700-800 грама исчистен грашок. Ако не, користете 2 кесички замрзнат грашок, но мора да бидат 2. Сега ова е тава за 4 особи. 200 грама сланина димена на дрва, ситно сечкана. И ќе ви треба овој запечен грашок мора да се прави со јунешка кременадла. Значи да има мрсно, да е така, во коската исто да се свари, да си пушти од пелтето. И сега му дава посебен шмек на запечениот грашок кога е со кременадла, значи да има и коска. А претходно, кој што е обарено, и ќе исчистиме коската, ќе тргнеме настрана. Понатаму неколку чешниња лук ќе ви требаат, 1 главичка кромит ситно сечкана, 1 лажица пченкарно брашно, 1 пиперка, 1 морков. Јунешката кременадла буквално колкава е толкава, може и помала, може и поголема, како сакате. 500 мл домашна салца ќе ви требаат, масло по потреба, вода од зачини, мешан сув зеленчук, сол, бибер, црвен пипер, магдонос и малку буковец. Ако имате и триена сол, и триена сол ставите. Сега, како и сите традиционални наши манџи и тави што ги правиме, се знае што следува. Масло и го пржиме кромидот. Додека се пржи кромидот, јас ќе насечкам пиперката, морковот и лукчето. Ете така, нека си се пржи сега кромидот. Ќе земам морковот, ќе го насечкам. Леле, не се научив на даска да сечкам, па никако. Се на рака, од дете. Како ја гледав мајка ми како прави, ти си го прибереше тенџерето во скутот и едно по едно на рака, така ни една машинка не можеше со неа. Ни една машинка да ги исече така добро. Сега ќе го ставам и морковот. Ете така, морам да ја намалам температурата, да не ми изгори кромидот. Ова се ќе се крчка 1 сат, сат и пол, значи воопшто не грижете се колку ќе биде испржен кромидот. Конкретно за ова запечена тава со грашок, запечен грашок, може се помалку само да се испржи и тоа е тоа. Можете, ако сте љубители на лута
храна, можете да ставите и лута пиперка. Знаете ли во што е тајната на оваа тава? Кога ќе се направи таков еден убав сос, а димената сланина па ќе направи чудо. Чудо ќе направи. Сега и неа ја ставам. И имајте си една земјена тава. Затоа што сето ова ќе се крчка во земјена тава. Ете а тајната на овој запечен грашок. Грашокот го имате во конзерви, замрзнат во маркетите. Значи, како свеж сега на пазарот, каков сакате, таков ставете. Овие навистина многу големи чешниња. Ако ми треба 3-4, 2, доволно ќе биде. Ете така. Си промешувам. Си сечкам и си промешувам постепено. Така. Ајде, уште едно и доволно ќе биде. И ќе треба од коската да очистам јунешката кременадла. И овој грашок си бара поише лукче да има. За оваа тава ќе ви треба, по бајаги ќе ви треба, ова може и вака заедно, лепче. Леп, охо-хо. И слободно ставете го и ова масното. Тоа па уште повеќе ќе му направи добар вкус на тавата. Така. Ова не, ова е коската. Ете така и се ова ќе го насечкам на коцки. И него ќе го ставам, ќе го пропржам. Мора да биде претходно обарено, затоа што знаеме, нели, јунешкото месо потешко се вари. Ќе треба уште дупло повеќе да го зголемите времето на крчкањето. Сега го ставам. И ова месо го ставам. Ете така. Леле, каков мирис. Еве сега уште ова ми остана. Морам да го пробам ова. Прекрасно нешто. Ете така. И ова оди во тавчето. Сега веќе може малку да зголемам температура. И месото само да се запржи малку. Сега ќе ги додадам пиперките и лукчето. Ама претходно ќе ставам сол. 1 прстофат. Ќе ставам малку мешан сув зеленчук.
малку бибер. Ајде така. Сега салцата, затоа што знаеме како се прави салца, нели, домашна, претходно се вари. Или ако имате свеж патлиџан, тогаш свежиот патлиџан ставете го во пржењето. Но ако имате готова тегла со салца, таа ќе ја ставите сосема на крај. Сега го ставам лукчето и пиперката. Убавина. Ќе го ставиме сега и грашокот. Ете така, и тој малку да се запрши. Заедно со мечцето. Баш, значи, магијата му ја дава сланинката на грашокот. Така. Нека си се пржи сега. Едно 10 минути доволно ќе биде, а потоа ќе продолжиме. Еве, драги мои, 10 минути, море скоро и 15. Си се крчкаше зајрето и сега што правам? Веднаш сето ова го ставам во земјената тава. Така. И сега во истата тава, значи во истата, ќе ја направам запршката со пченкарното брашно. Едно 2 децилитри сигурно ќе отидат за ова тава подпечен грашок. Така. Па и пченкарното брашно ќе му даде посебно убав вкус. Промешувам. Подобро ми е да ја користам ова. Така. И ќе му ставам малку буковец. Така. И малку црвен пипер. Убавени. Ова нека ми е спремно. Така. Ајде со Господ напред. Колку го сакам овој мирис на пржениот црвен пипер. Сега, што правиме? Ќе ја ставиме водата тука да зоврие. Нема да ни треба многу вода. Салцата, домашната салца, ќе ја истурам тука. Како убаво ја прават тука, сами ја прават во кујната во Златно буре. Нешто моје омилено е. Фантазија. Сега промешувам се и ќе налеам водичка, ќе ја затворам тавата задолжително, значи да се пече во сите своји сопствени сокови на зеленчукот. И на месото се разбира. Така.
Само да ми проврие, а макдонос треба да ставам. И тоа повеќе макдонос. Скоро половина китка и повеќе. Еве, чекаме да зоврие ова. Штом зоврие, веднаш во тавата, да ви биде рерната пуштена на 250. Штом почне да крчка, намалете на 180. 1 час нека крчка. Ништо нема, дури и 2 часа да крчка, на 150 ништо нема. Уште поубаво ќе биде. Пред сам крај, го тргате капакот или фолија, зависи со што ќе покриете, и го оставате уште едно, сигурно 10 минути. Така. Еве, почнува да врие. Доволно е. Битно е да ја ставиме топла тавата во топла рерна. Ова е веќе една чаша и малку повеќе. И треба да има малку сос, повеќе треба да има сос. И на крај ќе пробам дали треба уште сол да додадам. Уште малку вода ќе ставиме. Ај така, околу 2 чаши сигурно ќе отидат вода. Оу, супер, ова има да биде фантазија. Како го погодив и на сол и на се. Значи, се е одлично погодено. Сега оди во рерна, кога ќе го испечам, го принесувам, ќе одговара со свежа салата, мешана салата. Леле, колку ластовички имаме гости на снимањето, што ни прават редовно друштво овде, баш се прекрасни. И со некои пиперки, со чашка македонско вино, и ќе уживаме во ручекот заедно, ние и вие. Ајде, навали народе, ова е, значи, ремек дело. Право старско јадење. Ле. Е, така викаше и бабата. Додека не излезе маслото од дозгора, ништо не се важи. Ето, искрчкано, значи, Леле, како мириса. Тоа е тоа што го прави зеленчукот, ја прави, значи, сочноста на оваа тава. Значи, повеќе од убаво. Леле, колку е добро ова. Ова е, значи, нешто прекрасно, Да ви кажам дека сега ми доаѓа така желба да секогаш опцијата со грашок ја правам вака. Значи, какво е прекрасно. И самото јунешко месо кременадлата. Мозок. Со лути пиперчиња, со свежа салата, морков, цвекло, зелка, закиселено. И пиперчињата се киселки, баш тоа ни треба во овие жешки летни денови, драги мои. Значи, направете го, уживајте во овој вкус и напишете ми коментари на нашата страна на Facebook како ви се допадна вкусот. Еве, да споделиме мислење, дали е подобро чорба, дали е подобро вака, како вие мислите така. Едноставно, можеби ќе дадеме предлог и на некој од нашите гледачи, кој веќе има во план да направи грашок, како да го направи.
Јас дефинитивно ќе го правам вака. Драги мои, ве поздравувам до следната емисија и знаете како велат. Утрото се ни кажува, ама ретко кој го слуша. На здравје, ве гушкам, се гледаме. Довидување.